низ различни краеви од нашата татковина на различен начин се празнува овој празник, различни обичаи. Ние се наоѓаме во еден дом, се наоѓаме во домот на Жане. Жане од клубот на Лоза, клубот Жени со визија. Како велите? Да. Добро утро, Жане. За почеток сакам да ви се заблагодарам што прифативте да бидеме дома во вашиот дом на овој свет празник. Ви благодарам и на вас. Јас сум членка на клубот Лоза, Жени со визија, веќе 25 години, значи многу одамна. И традиција ни е да вапцуваме јајца, да нашата визионерка точно е посветена на овој празник и го славевме во клубот и надвор од клубот во ресторани како великденско јајце. Највеликденско јајце, да. И биравме највеликденско јајце, нели? Сите членки носевме вапцани јајца, тоа е традиција. И јас сум и благодарна на нашата визионерка, пошто е ненадмашна, неуморна. Ја поздравиме Лоза, верувам дека не гледа во овој момент. Сигурно, верувам дека не гледа. И значи донациите што ги собираме на тие собири, обично ги посветуваме хуманитарно на пензионерите во домот за стари изнемоштени лица во Злокуќани, па потоа во детско село, па едно време собиравме пари, ги помагавме матурантите од домот за деца без родители. Без родители, така да малце сме поактивни во клубот. А јас вака како домакинка секоја година на Сабајле станувам и уште додека бев на работа, станува во 3 часот, 3-3:30 и вапцувам јајца обавезно до 7 сат да сум готова, за да можам после на работа да одам. Така е, ова утро кога пристигнавме ние во вашиот дом, веќе јајцата беа вапцани, украсени, значи ова ви е малце поневообичаен Велики четврток со тоа што имате и екипа од Алфа телевизија. Да. Се надевам празнично убаво ќе го поминете заедно со нас. Ајде да појасниме, гледаме традиционално вапцање, но гледаме и една специфична техника. Како ги вапцавте ова утро јајцата? Па секогаш прво ги вапцувам 3 јајца, нели, по традиционално за Господ, за куќата и за нели за домакинот обично или домакинката, тие 3 јајца и си чувам нормално. А останатите повеќето еве вака една тура да речам си вапцувам црвени јајца. Меѓутоа, пошто имаме дечиња тука во комшиите, па си имам роднини, па јас сум веќе и прабаба. Браво! Од керката млада прабаба. Да, од керката имам внуче, фактички правнуче, она е веќе баба. И затоа сакав да направам и шарени јајца. Обично да ги покажеме, простите Жане, морам да ги покажам. Уште се топли, да го чувствувам тоа. Вака на камерата да им покажеме на гледачите колку вешто изработени јајца шарени. Како е оваа техника? Што направивте? Оваа техника во цептер садовите и се варат на пареа. Се намокруваат со вода и попрскуваат со сите можни бои и ги поклопувам, така ги варам на пареа и потоа ќе ги измијам, ќе ги поминам нели со масло и така. И малце се интересни, они негде ќе фати една боја, некаде друга, сите ниедно нема исто. Да, еве еден предлог за оние кои што ете и во сабота ќе ги вапцаат јајцата, еве еден предлог и една техника и за младите домакинки, ова е нешто интересно. Ме радува што споменавте дека има и дечиња. Се негува ли уште таа традиција покрај семејството? Доаѓаат ли од соседството од дечиња? Да. Од комшиката, да речеме, внучињата доаѓаат мои внучиња, така да па ја им носам. Значи кога кидам да им честитам Великден, им носам јајца, обавезно. Тоа е традиционално. Кажете ми, Жане, вие сте стара Скопјанка.
Може ли да се подсетиме низ годините како вие го празнувавте Великден, почнувајќи од Велики четврток, денеска е четвртиот ден од страдалната седмица, како вашите родители, вашите баби, вашите предци ве учеа, како се негуваше низ годините овој празник овде во Скопје? Па, пошто сум традиционално скопјанка и по татко ми роден 16-та година во Скопје, тука во центар, и секогаш сме вапцувале јајца, тоа никогаш не сме промашувале, да речам, да од било кои причини, дали е болест или било што да се случи, значи ние обавезно мора да вапцаме јајца, да направиме колачиња, еве јас овдека ванилички некој правев, и да ја украсиме масата, да обично на овој ден навечер ги бањавме дечињата, а и мене ме бањале. Со јајцето? Да, така? со јајцето ќе ме поминат, нели, црвено-бело. И така и јас им правев на моите деца, и така ги учев. И така со годините, значи сите обичаи од четврток обавезно постиме, до сабота вечер чекаме кога ќе се означи Христос воскресе, која ќе кажат овие свештениците, и се кршиме со јајца, и тогаш, нели, ќе каснеме од јајцето, па утредента сабајле одиме во црква. Во која црква? А и петок обавезно одам да однесам едно јајце во црква, да се протнам, нели, под масата, да. Обично порано оде во Света Петка, нешто ме врзува, таму ми се крстени децата, а сега пошто сум во Ново Лисиче, па да и годините ме газат. Поблиску на овие некаде. Да, гледам тука во Свети Никола, да, преку булеварот тука Србија, и одам тука пошто ми е поблиску. Така да не е битно, битно е да бидам во црква, некогаш ќе сменам, ќе отидам. Најмногу сум одела и во православниот храм. Во соборниот храм. собор. Утро јас уште еднаш од срце ви благодарам што мене и колегата Игор не примивте во вашиот дом. Посакувам убави бериќетни празници да поминеме во Великден и уште долго да се гледаме. Благодарам и на вас, срекни великденски празници, многу успех во работата и да се гледаме само за убаво. Да ги поминуваме заеднички празниците и во иднина. Благодарам уште еднаш, ќе ги поздравиме сите од вашето семејство. Споменавте дека имате и надвор од Македонија, доколку не гледаат во моментот, ќе ги поздравиме. Синот ми е во Загреб и си го поздравувам, керката тука во Скопје и сите останати мои пријатели, соработници и сите жени од клубот Лоза.